Берзата само што достигна нов all-time high, но само еден месец претходно беше во остар пат и сите луѓе беа во паника. Најчестите коментари кои ги добивавме беа од типот на Трамп е лудак, не е период за инвестирање и кој знае до каде ќе паѓа оваа берза. Во вакви ситуации луѓето забораваат дека берзата нема апсолутно никаква обврска да се однесува логично според нашите очекувања за војната и дека секоја криза е само шанса капиталот да се префрли назад кај паметните инвеститори. Па затоа погледнете што зборувавме во живо на подкаст за тоа како берзата се опоравува и тоа пред точно месец дена кога беше најкрвава. Нели, во почетокот се емоциите, стравот, паниката, излавање од позиции, слични работи. После тоа како нема ескалација или како се стигне до некоја точка на дно, постепено почна да се враќа. Сега правиме мобет за америчката економија, нели, за S&P дискутирам. Да. Значи 6 месеца некој е било тугај, 6 месеца е било и короната, отприлика. Да. Така ли? Да. И исто лани тарифите, февруари, јули. Горе-доле, Да. 5-6 месеци до поврат на падо, на минусо што го е доживела. И сега Да, што прават абсолютно. таму луѓето? Што прават тие што се јако позиционират? Сега е 12 март. Денеска баш спомнав и на Бродкаст канало за 2020 12 март, убаво се сеќавам на тај ден. Тога исто беше комплетна паника од короната, затворија ги границите, Трамп изјави и кажа дека се затварат границите и у целата паника ја само што правев, се што ми дојдеше пари и што имав на страна, купував. Заради тоа што знаев дека како нема да пропадне свето. Значи, многу работи се случувале у многу полошо средина, имало е нели чума и какви веќе болести се појавувале. Тогај ово не ми изгледаше дека нешто сите ќе умрат у цел свет и ќе има апокалипса и заради тоа почнав да купувам хеви, оно ептен многу, сите заштеди што имав, дури од фирмата заштеди што имав, за на крај викендицата нели да ја продадам, ама одма после тоа, дека што викаш 6 месеца 7, најмалце на повеќето позиции ги дуплирав сите средства, после тоа и многу повеќе. И исто у април го правивме нели и за нас и за некои од странските клиенти, кога беше најголемата паника, дури и видео имаме снимано на YouTube, дека лайв го поставив, дека ја објаснувам целата работа и како гледам на неа и у Дискорд ги објавивме позициите што ги купивме. Од тогај повеќето од позициите се дуплираа за многу Нема која не е. краток период. И тоа е една многу, да кажам, како лесна лекција. Кога гледаме Fear and Greed Index, обично секогаш кога е у Extreme Fear, Двојка. да, кога дојде до таму, ако купиш у таква ситуација, обично секој си добит. Заради тоа што кога има Extreme Fear и екстремно голема паника, тоа е у крвта на луѓето да се исплашат, да мислат дека ако продадат у тај момент ќе го заштитат капиталот до моментот додека го имат направено и обично сите ја направат тука грешката, мислејќи дека како за нафтата сега, мислејќи дека окей цена и по 120 да ја купе, дека ќе дојде до 200, го превзима тоа и тука мислат дека готово ќе пропадне свето, а ако пропадне свето, па што ти требат На парите? Да, Секако ништо нема да ти секако значи, ништо нема да ти значат. Малце време може ќе ти купат. Малце логично. Да се мачиш повеќе. добар провод за на крај. Да. Така да, ја секојаш така ја гледам работата и секојаш одам од тоа, тек како сега за AI, нели, и у последната година, и ќе дојде некој друг, ќе дискутира или ќе видам некој на телевизија, ќе излезе и зборе дека е убаво. Па,
секогаш викам добро. Значи ти си попаметен од сите финансиски сите што работат у финанси у Google, у Amazon, у Microsoft, Тесла, Tesla, у Apple. Apple не инвестира. Не може да. Ама од сите овие, значи си попаметен, они што одвоиле 600 милиарди за 2026 за да инвестират у AI, а ти кажуваш дека не треба у AI да се инвестира, тогава Значи, они се пропали инвестиции. Да, они си пропали инвестиции, они не знаат што прават. Да. Некој тука од Македонија му текнало да кажува дека AI е бабл и треба на некое друго место да се инвестират парите, а не знаат дека е тоа друго место. И сега дова... И ако не се прават грешки, па нема ние какво да правиме пари другите. Така да тај еден круг, пошто берзата е место дека од еден на друг се продават акциите, не може од ништо нешто да правиме. Значи ние за да купиме акција од некој друг треба да продаде. Да. И исто ние у момент кога продаваме некој друг па треба да купи, така да и исто имаше една изрека на Уорен Бафет, вика у bear market акциите се врнат кај правите лица што треба да ја имат Да. таа Како компанија. на монополо кој си соберат. Да. Некој што верува у компанијата, што ја добро разбира, што ја знае и знае дека ќе биде добро. Имаше нели мовети за тука за тие се ни пријатели кои се доме претходниот пат за акции на македонска берза за комерцијална банка. Нели вика купувавме на почетокот многу одамна кога беа 12.000 денар. Да. Вика имаше паника, додо на 6.000 викаме дај да бегаме да излаваме од оваа акција. И кога ги продадоме на 6.000, Да. моменталните собственици на комерцијална банка сите ги ушмукаа. Буквално тоа им беа зборовите. А вика, а вие што направивте? Типа вика кога дојдоа па на 12.000 ние па си ги купиме вика. Да. Вика видоме дека сме сгрешили и Корекција Викам, на грешка. Поштено. па си ги. Да, па си Па купиме и си сега ги па купив. се многу повише Да. профит од колку што се изгубили, Да. да, ама Ама сам нели интересна лекција. да, у целата работа. сам кажа човекот дека баш вика да го има во овоа знаење од сега и ништо само да не чачкав, да не паничев у таква ситуација. Супер ке Ќе ги помине. докупив сите на 6. Да. И ке инвестирал и многу повеќе. Ќе Да. продадел и други работи, ке Сега е момент. инвестирал, да, у акции. Ама тоа е процес. Треба секој да го помине, да е повеќе години на берзата, да гледа работите како се случуваат, да научи малци историја за берзата, при какви работи, се што се е случувало и у таква ситуација вие веќе кога имате знаење сте посигурни и имате поголема самодоверба. Мислам дека и секаде е тоа така. Ако тренираш кошарка многу и ако си спремен и ако ги знаеш работи со многу поголема самодоверба ќе улегнеш на терено. Не мислиш више. Да, отколку ли Да ако ти не фаќа си тема. сигурен дал си 10% од твоето време на тренинзи и на работи и автоматски кога ќе улегнеш, знаеш дека ќе има работи што едноставно не си спремен за да ги направиш. Не си вежбал двочекор ти цел време. Ќе ти Треба судат, да паднеш. ќе има чекори.